Хаос со рентген апаратите во државата. 2 месеца не работат апаратите во болницата 8 септември. Цела недела е расипан апаратот за компјутеризирана томографија. Во градската хирушка болница Светина Охридски не работи апаратот за КТМ. Поради тоа што 2 компјутера во ист временски период беа расипани во Скопје и нашиот кој не работи 8-9 дена, мислам дека денес ќе биде пуштен во употреба бидејќи делот е стигнат. Бев информиран во понеделникот дека делот е на царина и дека ќе почнеме да работиме, но во овој временски период листите на чекање се продолжија, кај нас листите се веќе неколку месеци, до јуни, некој август, во зависност од апаратот. Состојбата е драматична. За снимање на рентген се чека со недели и месеци. Секој ден река од луѓе доаѓаат на клиниката за радиологија да се снимаат, но и тука едниот апарат за компјутерска томографија не работи, а другиот кој што е сместен на хирургија често се расипува. Завршивте ли работа? Конечно. Колку време чекавте? Па 2,5 сата. Да закажам? Да закажете? На 28.3. За 22 април. Закажано ви беше снимањето? Да. Пред колку време? Пред 2 недели, така нешто. Во болничките кругови се зборува дека ваквата состојба е предизвикана вештачки за пациентите да се праќаат во приватните ординации. Ќе отворено ќе кажам дека почнаа малку и да тактизираат другите установи. Едноставно закажуваат помал број на пациенти или кажуваат дека се тие апарати за итни случаи и се по новиот начин упатување доаѓа кај нас. Состојбата е катастрофална и во другите поликлиники. На еден мој пријател со повреда на рбетот во поликлиниката Јане Сандански му закажаа снимање дури после 1 месец, а пациентка се пожали дека со скршена рака и закажале снимање за 2 недели. Најкритично е на клиниката за неврологија. Клиниката пред 2,5 години остана без апарат за КТМ. Нов се уште не е набавен. Таму се хоспитализираат пациенти со мозочни удари со крварење во мозок кои не смеат да се транспортираат. Тука по оваа коцка и удолница, по снег, дожд, сонце, пациентите со мозочни удари се плаќаат на снимање на клиниката за радиологија. Се разбира, ако и таму апаратот не е расипан. Пред 2 години владата инвестираше цели 100 милиони евра за набавка на скапа медицинска опрема. Апаратот на клиниката за неврологија не беше приоритет. Сликата што може да се види сега во болниците е повеќе од поразителна.